последно издание на Дневникот, а во него ќе гледате. Македонското јајце е свежо и квалитетно. Секогаш постои потреба за овој производ. Фарма за производство на јајца лоцирана во атарот на Младо на Горичане. Објавен конкурсот за 6-та поред меѓународна обука за млади лидери, што под покровителство на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов ќе се одржи од 16 до 28 август во Охрид. Во Минхен во деновите на викендот се одржува самитот на Г7. Ракометниот клуб Карпош Вардар од Куманово утре ќе биде домаќин на турнир за деца на возраст од 7 до 11 години. За повеќе содржини гледајте не по рекламите. Дневник во 20 часот, добро вечер. Македонското јајце е свежо и квалитетно. Секогаш постои потреба за овој производ. Производството речиси никогаш не останува вишок. Со посветено сериозни вложувања веќе 8 години функционира средната фирма за производство на јајца. Долгорочен бизнис кој секогаш носи профит, но само ако се вложувате себе си и ако работата ја сватите сериозно. Вака го опишува својот бизнис, производство на јајца, производителот Благе Коколански. Неговата фарма изградена е во атарот на село Младо на Горичане на површина од околу 4000 метри квадратни. Идејата ја почнал во 2005 година, иако и претходно имал желба да се занимава со производство на храна. Транзицијата само ја забрзала идејата на Коколански, кој го купил земјиштето, изградил фарма на која одгледува 2000 кокошки. Неговото производство го пласира на локален пазар. Нашата фарма е отворена 2007 година. Идејата дојде од поодамна, бидејќи индиректно бев вклучен во овој бизнис и кога останав без работа во 2007 година, отворивме свој бизнис и почнаме со производство на јајца. Ова локација е многу добра, бидејќи блиско е до град, чиста околина, и сите услови ги исполнува местото кое треба за една фарма. Произведените јајца се високо квалитетни и здрави. Сериозноста во неговата фарма е што ги следи сите услови кои се пропишани согласно законите за производство. Вентилација, простор за кокошки, достапност на вода и храна, ветеринарен лекар. Сето тоа, вели Коколански, е неопходно да функционира безпрекорно фармата. По околу 1800 јајца, 1900, се зависи од старост на кокошките. Ги набавивме од увоз ги зедовме како пилења, бидејќи сами одгледуваме, бидејќи по-добро сам да се одгледаш пилење, бидејќи се вакцинираат и по план и програма, и сами се одгледуваме пилењата и потоа се ги чуваме до крајна турност. Свежите јајца веднаш се класифицираат согласно тежината. И тука Коколански не оставил ништо на случајноста. Вложени се средства и за таа машина. Во овој период состојбите на пазарот не се на завидно ниво. Либерализацијата си го направи своето, така што во последно време Македонија се соочи со наплив на српски јајца, кои беа увезени уште пред Великден. Тамошната влада, за да го растерети зголеменото производство на јајца во својата земја, им овозможила на тамошните производители субвенција од 1 динар за извезено јајце. Тука производителите бараат поддршка од Министерството. Моменталната состојба на производството на јајца е малку потешко, бидејќи има повеќе увезени јајца од Србија и цената малку е нестабилна и пласманот е малку проблематичен, бидејќи нема пласман. Сепак, овој бизнис за Коколански, во кој се вклучени и членови на неговото семејство, не е за ден, ниту пак на кратки стази. Напротив, вели тој, со внимателно вложување, со посветеност и обука, Коколански се надева дека бизнисот во кој се произведува една од најбараните производи на македонската трпеза, ќе продолжи во иднина. Демне опасност по кумановските улици поради необележаните пешечки премини. Недостигот на хоризонтална сигнализација во нашиот град го отежнува, а воедно и дополнително зголемува сообраќајниот хаос. Од локалната самоуправа информираат дека хоризонталната сигнализација ја обележуваат 2 пати во годината, во јануари и септември, но додадоа дека се уште не е започната тендерска постапка. Пешачките премини на кумановските улици се избледени или ги нема.
Граѓаните се загрижени за својата безбедност како возачи, но и како пешаци, бидејќи на многу места во градот нема обележани пешачки премини, испрекинати коловозни линии или стрелки за одредување на правецот на движење на коловозна лента. Кумановските сообраќајници се небезбедни, особено за децата, се жалат граѓаните. Општа опасност е за секого, необележен пешачки премин, нерегулирано семафори, тоа е општа опасност на секого. Вие се плашите за вашата безбедност? Па наравно. На секаде поминувам, не знам кај е пешачки премин. Тука моментално нема, али вајде ќе ги обноват. Да, тука вајде ќе ги обноват. Тоа е дополнителен ризик за пешаци и други луѓе кои веќе или се немоćни или не слушат, не гледат и тоа е дополнително за нив. Тоа е посебна грижа за деца и треба да има и секогаш и по закон за безбедноста во сообраќајот треба да има обележен пешачки премин. Нема ништо, не води никој ред. Никој не води ред. Нема представља, треба се обележи тоа да се пешачки. Зад мене е една од најфреквентните раскрсници во градот на која што нема обележани пешачки зони и нема сообраќајни знаци, што во попладневните часови кога циркулираат најмногу луѓето и возилата создава дополнителен хаос и ризик за безбедноста. Од локалната самоуправа информираат дека се уште не е започната тендерската постапка за да се надмине проблемот со сообраќајната инфраструктура. Оттаму додаваат дека хоризонталната сигнализација ја бележат 2 пати во годината, еднаш во јануари, а потоа во септември. Иако навидум овој проблем не изгледа многу сериозно, сепак последиците би можеле да бидат фатални, со оглед на тоа дека со необележаните коловози пешаците едва ќе знаат каде и кога да ја преминат улицата, а возачите каде и кога да го запрат своето возило, а сето тоа би довело до сообраќаен хаос. Во црквата Свети Никола во Куманово група од 18 граѓани од православна вероисповест извршија крштевање во присуство на најблиските. Овие граѓани во минатото не ја извршиле крштевката од разни причини, но денеска поголемиот дел од нив пред нашата камера не го криеа своето задоволство и радост од извршениот чин. Во црквата Свети Никола во Куманово беше извршена крупна крштевка на граѓани над 18 годишна возраст. Денеска со благослов неговото високо преосвештенство митрополитот Кумановско-Соговски господин Јосиф за прв пат, според мои информации колку ја што ги имам, се одржува групна крштевка, значи за повозрастни особи кои од било која причина не биле крстени во минатото, денеска ќе имаат можност да примат православната вера, да го примат Бога, Христа и Светиот Дух во себе. Денеска имаме околу 2-13 заинтересирани личности кои сакаат да бидат крстени. Посебни некои услови не треба, осим вера во Бога и добра волја да се стори тоа. Секако црквата е секогаш отворена за тие работи. Таман, мислам, крштевањето е она што се вика членство во црква, ниту една света тајна додека човек не биде крстен не може да се изврши на него, така да црквата 24 сата било кој ден во годината е отворена за тие работи. Во присуство на најблиските, крштевањето го извршија свештени лица од Кумановската епархија. Во наредниот период, според зборовите на отец Антонио Стојковски, сите кои не извршиле крштевање ќе можат да го направат истото во црквата. Меѓуетничките односи се подобрени. Мислењето на граѓаните од Куманово се дека односите со години се подобруваат, но дека секогаш постои можност за зајакнато институционално делување во насока на подобрување на односите. Негувањето на различностите, а не нивно нагласување е целта на која треба да се стремат и граѓаните и институциите. Меѓуетничките односи се подобруваат. Ова мислење го делат сите етнички заедници во Куманово, град во кој речиси и да нема представник од која било етничка заедница во државата. Односите се добри, оценуваат граѓаните, значително подобри во однос на изминативе години, но секогаш постои можност да се унапредат. Одлични се односите со соседите, пријателите на лично ниво. Такви какви што ги негуваме во малата, такви треба да бидат односите и во локалната заедница, велат граѓаните. Па не се лоши, јас седам горе во нас мини маркет. Добри се односите, не се лоши. Се живуваме. Немаме проблем никаков. Порано беше поинако, не ни интересираше политика, идевме на спорт, било што во Куманово да се случеше, заедно навивавме за нашето Куманово. Ја го молам Господа, пошто сум верник, да биде мир
и благосостојба, да има почитување помеѓу националистите сме луѓе. Во мое време живеевме заедно. Во едни тако и други тако е мешано, како да ти кажам. Мислам дека се добри. Заедно живееме. Но прашањето е дали живееме како заедници заедно или сме одделени во два различни райони од градот. И фактот дека учениците учат во одделни училишта упатува дека вистински живееме во сегрегирано, наместо интегрирано општество. Истражувањата спроведени на локално ниво укажуваат дека кај младите се развиваат стереотипи за разлика од повозрасните. Беа во изминативе 20 и кусур години првенствено дел од политичките односи, иако нивното место е можеби повеќе во културната сфера, во нели образованието, јазикот, културата на етничките заедници, промоција и развивање на истите. Кај нас повеќе нели се дел од политичките односи и за жал често беа и политизирани, можеби за дневно политички цели, можеби за добивање на моќ и така натаму одредени партии. Не е важно во моментот, важно е дека институциите кои се воспоставени за тоа, кои требало да делуваат во насока на подобрување на меѓуетничката доверба, кој има една од целите на нивното формирање, би требало првен тие да ја завршат својата работа, да преземат повеќе активности од таа насока и да бидат некаков носител во тој правец. Големо мнозинство од представниците на бизнис заедницата имаат добро искуство со бизнисмените од различните етнички заедници. Влијанието на меѓуетничките односи тие го анализираат преку прифатливоста да се работи или да се биде раководен од друга етничка припадност. Во однос на работата во етнички мешана средина, тоа е прифатливо за голем број од граѓаните. И токму од овде треба да се учи и да се воспостават одличните односи меѓу заедниците, како и од соседските односи и од пријателските. Размислувањата се дека личните комуникации се одлични, но потребно е истите да се пренесат на едно повисоко локално, а понатаму и државно ниво. Културно-уметничкото друштво Панче Пешево од Куманово работи со полна парја. Се подготвуваат за надпревари и настапи како во земјава, но и надвор од неа. Следниот месец патуваат за Германија за да учествуваат на надпреварот по повод 70 години на УНЕСКО. Освен овој надпревар ги очекува и настап во Пула, а овој месец со свој концерт ќе се представат и пред кумановската публика. Културно-уметничкото друштво Панче Пешев продолжува со своите редовни активности и напорно работи за настапи како во земјава, така и во странство. Пред нив е еден од најголемите и најзначајните надпревари во Шлиц, Германија, но освен за ова надпреварување, членовите се подготвуваат и за годишниот концерт кој друштвото го организира секоја година. Упорно работиме за учество на еден светски фестивал во Германија, во Шлиц, кој се организира по повод 45 години ЦИОВ организација и 70 години на УНЕСКО. На овој фестивал одиме со екипа од 32 члена да го представиме македонскиот фолклор, пресе кумановскиот и македонскиот фолклор, бидејќи во програмата имаме зацртано многу повеќе активности, многу повеќе кореографии, меѓутоа секаде каде одиме примат даваме на нашите предсе на кумановската игра, бидејќи располагаме со неколку сплета игри кои се од кумановскиот крај. Закажен е концерт, годишен концерт на Кут Панче Пешев, каде ќе настапат малите деца, значи две помали групи и ансамблот, првиот ансамбл. Тоа ќе биде на 19 јуни сега. Се надевам дека ќе биде во Центар за култура, така се преговараме да не пуша таму. Ако таму не биде, значи ќе го организираме во Младински културен центар. За овој концерт ќе имаме едно културно-уметничко друштво од Македонија. Уште не сум одлучил кој друштво ќе поканам. И специјални гости, значи ќе бидат Нино Величковски, Маргица, а специјални гости ќе бидат Ивона и Мартинијан. Припремите продолжуваат и настап на Кут Панче Пешев на 26 јуни во Охрид. Членовите кои беа на пробата со големо задоволство и нетрпение ги очекуваат надпреварите. Се надеваат дека пред се убаво ќе се дружат, но и дека ќе се здобијат и со награда. И веќе сум член 5 години во ова друштво. За да се запишам на игрорно повеќе делува моите другари. До сега имаме одено на повеќе турнеи, како што во Измир, Бугарија, Велико Трнава. Имаме одено во Србија во повеќе делови и
почесто се представуваме во Македонија. Член на Панче Пешев уште од 2006 година. Имам неколку од мојата фамилија кои имаат играно во ова друштво, Панче Пешев, и така јас добив желба да учествувам. Јас сум член веќе 2 години, значи од поновите членови на Панче Пешев. Па всушност тука во Панче Пешев и моите родители имаат настапувано, односно биле членови, па така според моите родители, според моето воспитување од нив, тука и јас сум продолжила по нивните стапки. Културно-уметничкото друштво Панче Пешев е едно од најстарите во Македонија и е носител на традицијата и фолклорот, но и на она што се нарекува македонска музика, игри и песна. Националната установа Центар за култура Крива Паланка нуди богата културно-уметничка програма за почетокот на месец јуни. Љубениците на филмовите за прв пат ќе имаат можност да уживаат во 3D проекциите, кои на репертоарот ќе бидат прикажани во недела и понеделник, а за следниот вторник 9 јуни е закажан концертот на националниот ансамбл Танец. Во киносалата при Кривопаланичкиот дом на културата во недела и понеделник ќе биде поставено мобилно 3D кино. Во недела на репертоарот се филмските остварувања од Мазници, Ерата на Ултрон од 16:30, Шпиони од 19 и Полтергайст Куќен дух од 21 часот и 15 минути. На почетокот на месецот успеавме да договориме на 7 и 8 јуни во Крива Паланка да биде поставено мобилно 3D кино и ќе имаат можност граѓаните на Крива Паланка да погледнат филмови во 3D. И тоа ќе бидат тие 2 дена, 7 и 8 јуни, ќе има 3 термини дневно, ќе бидат некаде околу 4, 7 и во 9 часот, ќе бидат термините на кои што ќе бидат прикажани тие филмови. Исто така, на 8 јуни во 3 термини ќе бидат, ќе имаме 4 филмови, а 6 проекции на 7 и 8. Од Мазници, Ерата на Ултрон е научно-фантастичен филм за глобалната авантура на светските суперхерои од планетата Земја, кои му се одмаздуваат на лошиот Ултрон за неговите страшни планови. Филмот е за трета категорија на гледачи, односно над 12 годишна возраст. Во акционата комедија Шпиони, аналитичарка од CIA е дел од најопасните мисии, но за неа никој не знае. Кога нејзиниот партнер ќе исчезне, а еден од најдобрите агенти ќе биде откриен, таа доброволно ќе се пријави за откривање на најопасните трговци со оружје во светот и ќе помогне во спречувањето на глобална катастрофа. Филмот не се препорачува за лица под 16 години. Хорор филмот Полтергайст Куќен дух ја раскажува приказната за домот на едно американско семејство кое е нападнат од непознати зли сили. Кога тие сили ќе ја нападнат куќата во тивкото предградие и ќе ја земат најмладата ќерка, семејството мора да се обедини за да ја спаси од нив. Филмот не се препорачува за лица под 12 години. Во понеделник, љубителите на филмската уметност ќе може да уживаат во Лудиот Макс од 16:30, Шпиони од 19 и повторно Полтергайст Куќен дух од 21 часот и 15 минути. Лудиот Макс е апокалиптична приказна базирана во најдалечните краишта на планетата, во остар пустински пејзаж каде човештвото е скршено и каде што речиси сите се борат за основните потреби. Филмот е авантуристичко акционен и не се препорачува за гледачи под 12 години. На 9 јуни во Крива Паланка ќе ни гостува ансамбл Танец, ќе имаат можност исто така граѓаните да го посетат Центарот за култура и да ги погледнат игрите и на нашиот национален ансамбл Танец. На 9 јуни на сцената на Националната установа Центар за култура Крива Паланка ќе настапи националниот ансамбл за народни игри и песни на Македонија Танец. Концертот е со почеток во 20 часот, а влезниците ќе чинат 50 денари.
Во Куманово свечено беше отворен вториот поред Малински фотофестивал во организација на Фотоклуб Куманово. Во следните 2 недели љубителите на уметноста ќе може да видат над 290 изложбени фотографии на неколку локации во градот. Над 290 уметнички фотографии во различна големина, во колор и црно-бела техника се представени на Малински фотофестивал, кој се одржува втора година поред во организација на Фотоклуб Куманово. На фестивалот, кој свечено беше отворен во Кафе Бар Галерија во Куманово, присуствуваат гости од цела Македонија, но и од Србија. Моментално овдека се наоѓаме во Кафулето галерија, каде што се прикажани миниатури од Best of the Best, односно најдобрите фотографии из минатата година кои што беа наградувани во интернационални салони. Така да преку 200 изведувачи имаме, односно автори на дела, а 290 фотографии, што во миниатура, што во 30-45 формат, во колор и во црно-бела техника. Освен во Кафе Бар Галерија, поставки од меѓуклубски и самостојни изложби има и во Центарот за култура Трајко Прокопиев, во Уметничката галерија, во клубските простории на Фотоклуб Куманово, но и проекции во театарот. Целта на Малински фестивал е да ги собереме сите фотографии од Македонија и да направиме едно интересно дружење, да направиме нешто не секојдневно и навистина ми е мене чест и на членовите од Фотоклуб Куманово затоа што смисливме да направиме едно поинакво доживување на фотографијата во Македонија. Фотографирањето за мене представува една магија која во 120 дел од секунда на медиумот го зарабуваме моментот, кој е минлив, кој не може да се види освен на фотографија. Фестивалот името го добил според Ѓорѓи Малински, првиот фотограф во Куманово кој имал свое студио во Занајчискиот дом. Организаторите се задоволни од интересот за овој фестивал и се надеваат дека тој ќе прерасне во традиционален. Уметничките фотографии ќе бидат поставени следните 2 недели. Објавен е конкурсот за 6-та поред меѓународна обука за млади лидери што под покровителство на председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов ќе се одржи од 16 до 28 август во Охрид. Програмата е наменета за млади луѓе со завршено високо образование кои имаат желба преку нивните лидерски вештини да придонесат за позитивен развој на општеството. Како што се наведува во објавениот конкурс, програмата на школата опфаќа предавања и практични вежби за лидерство со еминентни предавачи од земјата и странство. На конкурсот, што е отворен до 15 јуни, може да учествуваат млади од Република Македонија и деца на иселеници што живеат во странство. Со условите на конкурсот предвидено е апликантите да имаат одлично познавање на англиски јазик, да имаат висок просек, еднаков или поголем од 8,5 на додипломските студии, а работното искуство од 1 до 5 години ќе се смета за предност. Апликацијата, што треба да се достави до кабинетот на председателот на Република Македонија, треба да содржи кратка биографија, мотивацијско писмо, копија од уверение за положени испити, потврда за одлично познавање на англиски јазик и 2 препораки. Школата за млади лидери за прв пат беше организирана кон крајот на август 2010 во Охрид. Во изминатите 5 години на неа учествува околу 200 млади луѓе со различен академски и професионален фокус. Учесниците на досегашните школи се организирани во алумни асоцијација, регистрирана како посебно здружение, каде преку организација на семинари, панел дискусии, предавања, средби со амбасадори, учество во младински настани, продолжува развојот на знаењата и вештините на досегашните учесници на школата. Американскиот Стейт Департмент го поздрави успешното посредување на еврокомесарот за проширување Јоханес Хан помеѓу најголемите македонски политички партии и постигнувањето на договор за нормализација на политичката состојба. Заменик секретарот Блинкен се сретна со комесарот на Европската Унија Хан да разговараат за самитот на источното партнерство на Европската Унија, што се одржа во Рига, и особено се фокусираа на Украина, Грузија, Србија, Македонија, Босна и Молдавија. Во врска со Македонија, заменик секретарот ги поздрави успешните напори на комесарот Хан на почетокот на неделава и воедно ги поздрави лидерите на македонската влада и на опозицијата, која реафирмираа својата посветеност на евроатлантските принципи, меѓуетничките и добрососедските односи, во исчекување на предвремените избори кои ќе се одржат до крајот на април 2016 година. Заменик секретарот подвлече дека патот напред за Македонија нема да биде лесен, но дека Соединетите Американски држави, заедно со нашите европски партнери, ќе бидат активно ангажирани да се поддржи Македонија во решавање на овие предизвици и исполнувањето на целта за евроатлантската интеграција, Харф изјави на пресконференцијата.
Хан е во неколкудневна посета на Вашингтон, каде се сретна и со помошникот државен секретар Викторија Нуланд, советници во Белата куќа и со конгресмени ангажирани на балкански прашања. Комесарот Хан зборуваше за постигнатиот договор и во Атлантскиот совет, think tank организација во Вашингтон која промовира проширување на НАТО и на Европската унија. Неговата забелешка дека и претходните избори во Македонија, вклучително изборите во 2014 година, добиле генерално позитивни оценки од ОПСЕ, предизвика жестока реакција на СДСМ, чиј лидер Зоран Заев најави дека се откажува од предстојната рунда разговори во Брисел на 10 јуни. Но по телефонскиот разговор со Хан, СДСМ најавија дека е отворена можноста за средба. Силен земјотрес ја погоди Малезија во која загина 11 луѓе, 8 се потешко повредени. Следуваат и другите вести од меѓународната сцена. Најмалку 11 лица загина, а 8 се водат како исчезнати во земјотресот кој ја погоди Малезија, соопштиле тамошните лица. Земјотресот бил со јачина од 6 степени според Рихтеровата скала, а погодено било малезиското острово Борнео во близина на местото Кунабалда и предизвикало оштетување на патиштата и зградите, пренесе Франс Прес. Малезискиот министер за туризам Масади Мајџун изразил сочувство до фамилиите на загинатите и рекол дека властите се уште не се подготвени да го објават идентитетот на загинатите и нестанатите лица. Украинските сили претрпеа значителни загуби во борбите во близина на Маринка. Според наши проценки, тие загубија околу 400 лица, изјави лидерот на самопрогласената Донецка народна република Александар Захарченко. Тој воедно ги демонтираше тврдењата на властите во Киев дека е ослободена Маринка и дека се заробени голем број на бунтовници. Претходно, украинскиот претседател Петро Порошенко изјави дека вооружените сили на земјата го ослободиле градот и заробиле 12 лица, вклучително руски граѓани. Германската канцеларка Ангела Меркел предвидува амбициозна програма за состанокот на Г7 најразвиени земји во светот, што престојниот викенд ќе се одржи во Минхен. Последниот самит на оваа група во Германија беше одржан во 2007 година, кога главна тема беше борбата против климатските промени. Климатските промени и натаму се во врвот на програмата на Ангела Меркел, но на дневниот ред на разговорите оваа година канцеларката има намера да стави широк спектар теми кои ги вклучуваат тероризмот, Украина, здравствените кризи како епидемијата од Ебола, глобалниот економски раст и трговските спогодби. Самитот на групата на развиени земји што ќе се одржи од недела до понеделник под мотото да се размислува однапред, да се делува заедно, ќе ги собере лидерите на Германија, Велика Британија, Франција, Италија, Канада, Јапонија и САД. Од групата на развиени земји во светот е исклучена Русија заради вмешаноста во Украина. Ракометниот клуб Карпош Вардар од Куманово утре ќе биде домаќин на турнир за деца на возраст од 7 до 11 години. Според зборовите на домаќинот, подготовките за турнирот се завршени, а надпреварите ќе се одржат во салата на основното училиште Христијан Карпош. На возраст од 7 до 11 години ќе се надпреваруваат неколку екипи од Македонија, а домаќин е ракометниот клуб Карпош Вардар од Куманово. Се очекува во салата на основното училиште да присуствуваат поголем број на љубители на ракометот, кои на дело ќе имаат можност да ги видат идните асови на македонскиот ракомет. Утре со старт во 11 часот започнува првиот турнир во мини ракомет за деца од 7 до 11 години, кој ќе биде организиран од наша страна и од многу љубеници и симпатизери на ракометот кои ни помогна и несебично ни беа спонзори за да го организираме овој турнир во најдобар можен начин. Кои екипи се ќе учествуваат? Вака ќе имаме 3 екипи гости на овој турнир, сите ќе бидат од Македонија. Ќе гостуваат Ракометна академија од Виница, која исто така соработува со Вардар, Ракометна академија од Гостивар, исто соработува со Вардар и Ракометна академија Кисела вода, која исто така е соработник со академијата Вардар. Кој ќе биде главното мото на овој турнир, што очекувате ви од него? Па вака, турнирот гласи Карпош 2015, Куманово сака ракомет. Значи,
Сакаме да докажеме дека има деца кои го сакаат ракометот, има луѓе кои се спремни да вложат во ракометот, кои несебично не помогнаа за овој турнир да биде организиран, така да пред се ќе биде една голема дружба за децава кои што туку стартуваат и од млади години се насочуваат на спортот, пред се на ракометот. Турнирот започнува утре во 11 часот. Вечер во вниманието на светската фудбалска јавност ќе биде свртена кон големото финале во Лигата на шампионите, во кое ќе се сретнат Јувентус и Барселона. Дали Јувентус може да ја сопре одличната Барселона која во оваа сезона игра во голем стил? Вечерва ќе се одигра големото финале во фудбалската Лига на шампиони во кое ќе се сретнат Јувентус и Барселона. Двата фудбалска гиганта ќе се обидат да дојдат до големиот пехар. Јувентус по третија, Барселона по пети пат во својата историја. Традицијата вели Барселона досега играла 5 пати во финалето и 4 пати победувала, додека Јувентус во финалето учествувал исто 5 пати, а во последните 3 се поразени. На хартија и според моменталната форма Барса е фаворит, но Јувентус не смее никако да се потцени, а тоа најдобро го почувствува Реал кој беше елиминиран. Двајцата тренери веруваат во своите тимови и се надеваат на радост во најважниот меч на олимпискиот терен во Берлин. Најголемата опасност за Јувентус ќе представува феноменалната тројка Меси, Суарес и Нејмар, кои оваа сезона постигнаа дури 120 голови. Какво време не очекува, погледнете од Метео. Дневникот заврши. Јас ви благодарам на вниманието и ви посакувам убава вечер.